Ми кажавте генерална порака, а исто така и заклучоци. Можеме да ги преповториме накратко? Да, со задоволство, значи заклучоците, кога тргнавме со подготовка, односно со процесот на истражувањето, не очекувавме дека ќе дојдеме до толкав квантитативен и квалитативен број на заклучоци. Значи за полесна навигација на тој кој што ќе го чита истражувањето во детали, тие се кластерирани во 7 поголеми поглавја и се однесуваат и на регионалните предизвици за вклучување за младите, затоа што во механизмите на државата за регионално вклучување на младите постојат механизми како младите да се вклучат. Препораките се однесуваат и на административните процедури во рамките на самите општини при формирањето на дел од телата како што е локалниот младински совет или локалното младинско собрание, нивно доразјаснување, односно доразчистување или во дадени случаи поедноставување. Во делот на финансирањето препорачуваме да се формира, ова беше донесено со општ консензус од сите соговорници, дека во секоја општинска администрација потребно е да се воведе посебна ставка, која што ќе се вика млади, младински политики, младинско учество, неважно, а која што ќе може на едно место да ги предвиди сите финансии кои што општините ги определуваат за младите и да обезбеди транспарентност на нивното трошење. Во моментот општините иако имаат обврска на одреден процент од својот буџет да го распределуваат за млади, тие тоа во рамките на својот буџет го прават во различни буџетски категории. Некаде е тоа во ЛЕР, некаде е во ставката градоначалник, совет и така натаму. Најдобро е за да не мора да се лута по тие ставки па колку е за млади потрошено, сето тоа да се кластерира во една буџетска ставка и потоа да биде процесот по-транспарентен и полесен за мерење. Во делот на процедурите исто така ке формирањето на локалните младински собрани и локалните младински совети препорачуваме олеснување, односно оптимизација на процедурите административни како тоа да се имплементира и во делот на државната поддршка исто така сметаме дека е важно, така барем соговорниците скоро сите без исклучок потенцираат дека е многу важно да се воведе државно финансирање на некој начин во рамките на соодветното министерство, посебна буџетска ставка за поддршка на се она што општините го имаат како обврска пред се функционирањето на младинските центри. И на крај исто така имаме предлог неколку интервенции околу профилот на службеникот за млади, кој што е обврска на општините. Значи да се направи јасна систематизација што тој службеник треба и мора да работи и да се дефинира неговиот профил, затоа што не можете само со едноставно номинирање на службеник за млади во рамките на администрацијата на еден човек по случаен избор одбран, да општините штиклираат, односно кажат дека таа обврска имаат завршена. Значи точно треба да се знае кој профил на службеник за млади може да ја успешно да ја обавува таа функција. Генерално, колку е клучно значењето на постоењето на граѓанскиот сектор? Она што со сигурност можам да го потврдам и кое што низ самиот текст на истражувањето може лесно да се види на неколку места е дека граѓанскиот сектор не е важен, туку е единствен критериум, односно единствен фактор без чие што постоење на локално ниво и во урбани и во рурални средини, законските обврски на општините по однос на законот за млади речиси и нема да се реализира доколку истиот го нема. Значи, успешноста на реализацијата на законското решение е директно поврзана со постоењето на јак и силен граѓански сектор. Тој сектор може да биде 1, 2, 3, 5, 10 невладини. Може да биде и неформална група на луѓе кои што ја познаваат материјата и кои што имаат аргументи за да вршат позитивен притисок кон локалната самоуправа обврските од законот да се имплементираат што е можно поефикасно. Значи, граѓанскиот сектор е исклучително важен, ако не и пресуден, за успешна реализација на законот на локално ниво. Благодарам.